Страф и паника кај граѓаните, недоверба во институциите, привид дека државата не знае да се справи со кризата. Повеќе од јасно станува дека за серијата пожари последниот период стои политичка позадина. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски за Алфа вели дека одредени политички елити сакаат да го спречат процесот на стабилизирање и нормализирање на државата со цел да наштетат на актуелната власт пред се во предизборниот период. Постојат индиции дека сето тоа е една хибридна војна која што се води од страна на некои политички елити во државата и надвор од државата, се со цел да не се дозволи на оваа влада да постигне некои успеси во делот на она што се викаат создавање на услови за нормално живење во Република Македонија после целокупниот онај распад кој што Република Македонија ја врати во робовладателство. Во моментов надлежните и полицијата активно работат на пронаоѓање на можните виновници за последните пожари, како и за оние шумските во текот на целото лето. Приведени беа поголем број лица, собирани беа докази. Според Ѓурчевски, полицијата добро си ја врши работата, а во моментов е потребна поголема ефикасност од јавното обвинителство и судовите. Проблемот кај затајуваат во јавното обвинителство. Знаете, валоризацијата на работата на полицијата е јавно обвинителска и судска. Кога јавното обвинителство ќе поднеси обвинителен акт, а судот ќе изречи пресуда, тогаш можеме да зборуваме за ефикасноста на полицијата. Вака сега ние имаме само едно предсознание дека полицијата превзела се што требало да преземе согласно своите надлежности, доставила материјал, но некој тој материјал наместо да постапи по него го чуваат во фиоки. Сомнежите дека станува збор за пожари зад кои стои човечки фактор уште повеќе се зголемуваат, бидејќи пожарите изгледаат како намерно темпирани, и тоа во период на предизборија. Во последниот случај пред само неколку дена гореше депонијата Дрисла. Кога состојбата таму беше нормализирана, се запали депонијата за електричен отпад во Трубарево, а летово повеќе пати гореше и депонијата на патот Визбегово Шуто-Оризари. Сведоци бевме на шумски пожари, а пронајдени беа запалени гуми пуштени низ шумите, но и палети кои би предизвикале брзо распламтување на огнената стихија. Исто и повеќе од симптоматично е како се гаснеше еден пожар, се палеше друг.